Ке обвинителството имаше неколку соопштенија во однос на сообраќајната незгода и трагедијата во Ласкарци. Преземени се повеќе мерки, во моментов се вршат вештачења во делот на тој предмет и откога обвинителството ќе ги обезбеди овие докази, а во исто време, како што беше соопштено, веќе се повикуваат и сведоци во делот на незгодата, ќе може поконкретно да соопшти во делот на причините на незгодата, евентуалната кривична одговорност на сторителот или сторителите на кривичното дело. Во овој момент се уште не може, обвинителството нема такви податоци да излезе со тоа која има одговорноста во врска со конкретната сообраќајна незгода. Дали ги дособравте сите потребни материјали, дали Durmotours ги достави до вас и дали го испитавте повторно возачот што беше пуштен? Дел од материјалите што ги побара обвинителството се обезбедени од превозникот Durmotours, дел треба дополнително да се обезбедат. Возачот на возилото е еднаш сослушан, меѓутоа тоа не значи дека не може и повторно да биде сослушан доколку се укаже потреба на тоа. За пријавите од МВР, кои веќе беа најавени од министерот? Пријавите од МВР исто така и целиот тој настан во делот на говор на омраза, обвинителството активно го следи и постапува во овие случаи. Дали обвинителе до вас стигнала информација или некаква пријава дека на возачот или неговото семејство од трагедијата кај Ласкарци се заканувале по живот? Бидејќи пријатели, роднини на социјалните мрежи шират такви информации и тоа е пресериозно. Да, постои тако сознание во обвинителството и јас би апелирал во тој дел пред се да се почитува презумпцијата на невиност. Повторно истакнувам дека во овој момент обвинителството не може конкретно да, повторно кажувам, во овој момент конкретно да ја посочи одговорноста на одредено лице, се прибираат доказите, документите во делот на одговорноста за оваа сообраќајна незгода и врз основа во оној момент обвинителството кога ќе ги обезбеди вештачењата и сообраќањето и техничкото во делот на исправноста на автобусот ќе донесе соодветна јавна обвинителска одлука. Би апелирал повторно да се почитува презумпцијата на невиност и особено во овој дел заканите за безбедноста на лицето за кое прашувате. Само да се надоврзам и приватноста на шоферот кој во оваа фаза се уште нема процесно својство, затоа што добивме таква информација од колегите од основно обвинителство дека е постојано мета на следење, се нарушува неговата приватност, сепак и човекот е измеѓу другото и жртва во таа несреќа, да бидеме хумани.